Господи, Исусе Христе, Сине Божи, помилуй ме грешного. Во името на Отецот и Синот и Светиот Дух. Возлюбени браќа и сестри во Христа Господа, се наоѓаме во втората недела од Великиот пост, која не е обична недела од литургискиот календар. Ова недела е посветена на еден светилник што не подсетува на битката помеѓу светлината и темнината, помеѓу вистината и заблудата. Првата недела од постот, неделата на православието, не поведе кон радоста на победата над иконоборството. Денешната пак не носи чекор подлабоко во духовната суштина на православието, во тајната на несоздадената светлина и победата на Свети Григорий Палама над еретичките учења во 14 век. Но дали оваа победа останува само историски спомен? Или е нешто што се уште одекнува во нашите души и во нашето време? Во 1296 година, во времењата на немири и наезди, во Мала Азија се роди момче кое требаше да го зацврсти текот на православното богословие. Свети Григорий не растеше во сиромаштија, напротив, неговото семејство, бегајќи од турските освојувања, пристигна во Константинопол, каде неговиот татко доби висока положба при императорот Андроник II Палеолог. Младиот Григорий имаше пристап до најдоброто образование на своето време, изучувајќи филозофија, реторика и природни науки. Но во неговата душа гореше поинаков оган. Додека другите се надпреваруваа за влијание и богатство во дворот, Григорий бараше нешто што не може да се купи. Длабоко во неговата душа одекнуваше гласот на молитвата, а вистинското богатство не го гледаше во дворот на императорот, туку во дворот на царот на вековите, Господ Исус Христос. Затоа, наместо да продолжи по патот на својот татко, замина на Светагора, каде што се замонаши и се посвети на молитвено тихување исихазам. Што е исихазам? Тоа не е само обична молитва, тоа е највисокиот степен на духовниот живот, каде што преку постојана молитва умот се очистува и човекот ја здогледува несоздадената светлина, самата Божја благодат. Светогорските монаси не веруваа дека Бог е само некаде далеку во непристапна светлина, тие ја искусија таа светлина. Во длабоката тишина на своите ќелии, низ подвигот на постот и будноста, тие сведочеа дека Бог не е само нешто за кое размислуваме, туку некој што се доживува. Но дали сите веруваа во ова? Во 1330 година од Калабрија пристигна монахот Варлаам. Тој беше учен човек, познавач на философијата и логиката, но нешто му недостасуваше: искуството на Божјата благодат. Според него, Бог бил толку далечен што не можел да се восприеми во овој свет. Варлаам тврдеше дека светлината што ја виделе апостолите на Тавор при преображението била создадена, нешто минливо и материјално. Оваа теорија беше страшна заблуда. Ако таворската светлина беше создадена, тогаш и нашето спасение ќе беше само философска идеја, а не реалност. Ако Бог не може да допре до човекот, тогаш целиот подвиг на монасите би бил залуден. Светите отци не можеа да дозволат оваа лага да се прошири. Светогорските монаси побараа заштита и токму Свети Григорий Палама застана во одбрана на вистината.
Во 1341 година беше свикан собор во Константинопол. Таму Свети Григори Палама со јасни зборови објасни дека таворската светлина е несоздадена, дека таа не е нешто што исчезнува, туку пројава на самата Божја суштина преку неговите енергии. Бог, иако е недостапен во својата суштина, се јавува себе си преку своите енергии, кои се достапни за восприемање. Ова учење беше прифатено како вистинито, а Варлаам беше осуден како еретик. По оваа голема победа, животот на Свети Григори Палама не беше без искушенија. Во 1354 година, додека патувал по море, тој беше заробен од османлиските турци и помина една година во заробеништво во Мала Азија, каде што имал можност да сведочи за православната вера пред муслиманските учења. Дури во робство, тој не престана да ја проповеда вистината, а неговото смирение и духовна сила оставиле силен впечаток кај неговите заробувачи. Во 1347 година пак Јован Калека беше сменет, а Свети Григори Палама беше слободен и востоличен за архиепископ на Солун. До крајот на својот живот продолжи да пишува и да го брани православното богословие, оставајќи ни духовно наследство кој и денес го чуваме. Се упокои во 1359 година, но неговите мошти кои почиваат во Солун сведочат за неговата светост и за силата на Божјата благодат. Што ни кажува оваа недела денес? Дека оваа битка беше само битка на 14 век. Дали денес ние сме слободни од искушенијата на Варлаам? Не, браќа и сестри, денес повеќе од кога и да било, луѓето се обидуваат да го сведат Бога на нешто далечно, нешто нестварно. Во свет каде духовноста често се заменува со рационализам, каде што вербата се заменува со скептицизам, поуките на Свети Григори Палама се попотребни од кога било. Бог не е само предмет на изучување, тој е живот, тој е светлина, тој е спасение. Таворската светлина не е символ, туку реалност. Достапна е за секој што ја бара со чисто срце, со молитва, со подвиг. Нека и ние во оваа 40-ница ја бараме таа несоздадена светлина, да не дозволиме верата да ни стане само зборови, туку живо искуство со Бога. Амин. Господи Исусе Христе, Сине Божји, помилуј ме грешного.